Да држиш раце, нас не го враќаат. И па сега да. Ова е 5 дена. Не, ја не можам да сватам и сега ни 5 покажува. дена. Оно јаболко 5 дена. Да. Ај снимај. На дуплата Јас малце. му кажам да сними. Да? Со една дупка вакво, со едно вакво, 5 дена. А иначе 12 дена. А како ја врши? Кој ја врши процедура? Трговецот? Трговец. Нас воопшто не прашуваат за ништо. Значи не. Ако ти одговара, ако не, си замени. Да. А на пример, еве го зема тоа производство. За плаќање кога? За Сигурни плаќање сте или во не, кеш? не. Ние ве 4-5 години ги даваме во румко. Во Аха. ресен има тој се занимава само со јаболка и не ги плаќа на трансакцион. Да. Дури не ги плати на трансакцион, а нас ни иди за персонален данок. Дури да ги земиме тие пари, ние треба да дајме пари на тие пари. Главната мерка, една од Ето, главните да. мерки во програмата на СДСМ е нула персонален данок за земјоците. И друго, Значи, тоа ќе ве ослободи. субвенции. Ние не земаме субвенции. Земаме само на нашиот дел, што е наш дел, А на зошто? нивата. Зашто другите ни се на други. Нивите се на други, не се наши. Не земаме субвенции на откупен производ, земаме субвенции на површина, Така, на така, твоја да, површина. Да. А ние сме за тоа, за да земаме на готов производ, субвенции на готов производ. Јас мислам тоа е Тоа Тоа е може- едно тоа од е најдобрата може би да, тоа е превентива. најправилно, меѓутоа, Да. согласно законите во Европска унија, субвенциите се доделуваат по површина и по грло. Значи не на произведено, туку по површина. Меѓутоа, се знае колку може 1 хектар јаболка да даде, се знае колку Така. може 1 хектар пченица. Значи, по тоа ќе се види дали е навистина произведено. Ова зборувам за оние што ги злоупотребуваат субвенциите. Така. Меѓутоа, може би треба да се размисли некој друг начин во кој што ќе се еве тие што имате проблеми за да се реши дека е ваша површината, да се види на кој начин може да се доделуваат субвенциите. Но во секој случај субвенциите мора да ги добивате навреме тогаш кога ви се најпотребни, пред почеток на сезона. Значи тоа е планирано во програмата на СДСМ. Значи овоштарите субвенциите ги добиваат во февруари, кога ќе се влегува веќе во овоштарникот во новата сезона поинтензивно. Сега Така, претходно има нешто, нели, мала работа и на тој начин ќе имате пари да си купите и репроматеријали поевтини, ќе има и 50% зелена нафта, значи 50% поевтина нафта и поевтини заштитни средства, билки и поквалитетни, затоа што и тука има страшен бизнес и мафија и во тој дел. Сето тоа се мерки кои што се предвидени за да ви се намали производната цена и да може да ви одговара, а од друга страна изнаоѓање на нови пазари и трговците за да не ви оценуваат, државата ќе стои позади вас преку интервентен откуп на производот за да не смее да ве оценуваат трговците. Ако државата откупи одредени количини од јаболкото, тогаш ќе се намали притисокот врз пазарот и трговецот ќе сака да купи, тогаш ќе му одговара и ќе може веќе да ја покачи цена. Значи неколку мерки има кои што и сега постојат тие во законот за земјоделство, но не ги применуваат бидејќи не им одговара. Не има тоа. Да. Нема заним. Ета имено, еве, сета филозофија на проблемот ја кажа господјата. Да. Се е само интерес Треба на некој на близок некој. од власта. Ги клат во џебо. И да има увоз, бидејќи кога има увоз, нели има провизии, проценти, слушнавме од бомбите како се земаат, се е само од интерес. И затоа не случајно е до ваква ситуација доведена. До сега брзо, 5-6 години од кога отвори Румко, не сме задоволни, али сепак ги земваме тие малку заработени пари, што не се ни 30% доволни за да ама започнеш. ви сте Али сигурни. сепак се сигурни. Ве разбирам, Тие. ама и толку треба, да. 30%, мислам од целото производство. Так. Наместо да земиме 70%, 30% да оди Да. за репроматеријали, за За нафта, разни. за сите работи, ние земаме 30% за нас, 70% оди за некој си за во джепот и за други работи. Добре. Мене да ви кажам, Не ми е добро. Јас секогаш велам не ми е добро, али сепак
тие ќе ги земам. Знам дека ми се сигурно дека ќе ги земам, а не е добро. Ама мене скромноста, Не е добро. ја ви замерам на земјоделците за таа скромност. Па тек субвенциите нека ги даде. А не сум задоволна од субвенциите. Не сум задоволна. Ама вие треба да тропните на маса. 200.000 земјоделски семејства сте. По двајца гласачи, 400.000. Па вие менувате влада кога сакате. Не разбирате која сила се земјоделците? Значи само треба да се тропне на маса и да се каже да бираме премиер кој што ви одговара. Овој сега 10 години, 4 години он се виде дека не знае. Го сменувам, другиот што ќе дојде, ако не работи, него ќе го смениме. Значи не е ова битката за да падне еден да дојде друг. Во Италија 7 влади се смена во една година.